Sveta Devo Vladičice, neskverna Bogorodice. Raduj se nevesto, nevestna. Devojko, majko gospodarke, ti runo se Мислам дека ова е соодветното место. Овде мора сите да дојдат за да наполнат вода. Па, да ги прашаме течињата. Добро утро, дечиња. Добро утро. Вие од тука ли сте? Да, тука сме. Дали овде доаѓаат сите селани? Да, доаѓаат за да наполнат вода. Сигурно има доста луѓе во селото. Да, има повеќе колку што мислите вие. Ајде, деци, вие продолжете се со играта. Да, играјте се. А ние ќе се застанеме тука и ќе си почекаме. Ако ви треба некој, можеме да помогнеме и да го викаме. Не мора. Тие што ги бараме, сами ќе дојдат. Ова место доаѓаме во пат. Да. И ми изгледа многу мирно место. А еве, се уште никој не дошол да чешмава да наполни вода. Може би им е рано за на вода. Ќе причекаме, не? Наше е да чекаме, а и ќе видиме со какви луѓе ќе се сретнеме. Се разбира. Во соседните села имаше секакви. Ама пак тие сами се избираат. Да, навистина повеќето се лакомеа. Тебе, сестро, поредко те бараат. Поред така си е, но сепак, покрај тоа мислам дека ќе треба повеќе пати да ги посетуваме, за да сватат што навистина им е потребно. Така е. Поправо си. Веќе се разделило, новиот ден отпочна. Слава ти и фала, Господи, што благослови да станеме и да се разбудиме живи и здрави. А јас да приперам нешто за доручек. Мажу, Керко, сине, ајде, станувајте, новиот ден веќе отпочнал. Добро, жена, добро, слушно. Добро утро, женичке, веќе се прави. И ние со вама сме станали. Веднаш доаѓаме. Благодарам, Господи, што ми го подари овој ден. И се молам, помогни ми со Тебе напред и со Пресвета Богородица, убаво да си го поминеме денот денешен. Добро утро, мами и тато, јас сум спремна. Господи, ти замолам помогни ми. Почнувајќи годинов денешен со разни активности. Чувај не, заштитувај не од секакви зла и злободи. И денов да го поминиме во неголема вера, надеж и љубов. Добро утро, мамо и тато. Здравствуй сте. Господи, сите од Тебе измолија се. Јас оставам на Тебе, да не болам нешто силно што Ти мислиш дека е најдобро за мене. Мамо, јас излезам со другарите, а ти ако имаш потреба, викни ме и јас веднаш ќе дојдам. Но гледам дека сите брзате некаде, па седнете, прикаснете нешто, да не излегувате влади. Жено, јас сум готов се спременувам. Поред мајка, среќна ми работа, со Господ на тебе. Среќна работа, тато. Благодарам. Ти какво правиш? Јас, мамо.
изморени. А не само изморени, туку и огладнати, а И треба и некаде да преспиеме крзво. Па, затоа не треба многу дискусија. Ќе дојдете дома и колку што сакате, можете да станете. Ке се најдете, ке се напиете, а ке се спиете. Се е тоа во ред. Многу ти благодариме. Но ти со кого живееш во твојот дом? Па, во моментов дома се мојата ќерка и синот, а мажманот ми сутринава отиде на работа. тогаш вака ќе направиме дете. Ти сега ќе одиш дома. Ќе го кажеш на мажот ти, бидејќи тој е глава на домот. И ако тој дозволи, ние ќе дојдеме. Нека биде така, но да знаете, мојот маж нема да се трпи. Само ти ќерко прашај го дали сите да дојдеме. Така треба. Пријатно. Пријатно. Што мислите? Каква одлука ќе донесат? Се надеваме на добро. Машу, па ти си дошол порано? Да, живеја. Порано завршивме, па си дојдов. Добро дошол, тато. Добро дојдов, ќерко. Но каде е брат ти? Тука сум, тато, значи е време за ручка. Да, но чекајте, деца. Мајка ми е нешто замислена. Замислена? Женичке, на што се дължи твојата замисленост? Навистина, мамо, што се случило? Еве зашто се работи. Отидов след село да наполнам вода, таму сретнав тројца сиромаси. Изнемоштени лица. Па добро, жено, зашто не понуди да дојде дома? Навистина, мамо, си требало да ги потикаш. Јас, драги мои, и го направив тоа. И понудив да дојде. Но тие рекла, да мажот ти ќе дојде дома, како глава на семејството, тој нека одлучи. Ајде, тато, ајде, работа за луѓето. Мили мои, заради се сомневате од мојата одлука, Не, тато, не се сомневам на твоето. тогаш ајде, дојдете и повикајте ги. Ајде, Пријатели, се вративте. И, што одлучивте? ајде, мамо, ајде, речи. Пријатели, мажот ми го известив за вас. И тој без размислување се согласи да дојдете. Да, навистина, тој без размислување се согласи да дојдете. Каже ми ќерко, како се договорите, кој од нас избравте да дојде? Тоа кој од вас избравте да дојде? Мажот ми рече сите заедно да дојдете. Да, навистина, тој рече сите заедно да дојдете. Лекувави мои, да сте ми живи и здрави, но каквото размислување не е најзрачно. Ние, драги мои, не сме обични сиромаси. Еве овој сиромах е богатството, овој до него е успехот, а јас сум љубовта. И ние тројцата не можеме да дојдеме заедно, може само еден од нас. Затоа сега вие ќе треба да одлучите кој од нас да дојде. Тој што ќе го одберете, ќе ме благослови со неговото име. Ајде сега. Одете и договорете се со мажот кој од нас да дојде. Дали да дојде богатството, успехот или љубов. Така, ќерко, немој да брзате. Добро размислете. Поред, ајде, пријатно. Пријатно. Тато, ние дојдовме. Но што е? Што се случува? Каде ми се гостите? И зошто ви дојдоа? Не брзај, тато, мама ќе ги објасни. Ајде, жено, зборувај. За следното се работи, Машу. Тие тројца не се обични сиромаси. Е, како тоа не се обични сиромаси? Има чудни имиња. Чудни имиња? Првиот се вика Љубов. Љубов. Вториот се вика Успех. А пак третиот се вика Богатство. Богатство. И сега, ќе треба да одбереме само еден од нив. Тоа што ќе го одбереме, ќе ни ја благослови луѓата со негово име. Па јас, мили мој, без размислување би го избрал богатство. Со неговиот благослов ќе бидеме обезбедени за цел живот. Браво, тато, јас се согласувам со твојата одлука. Мили мои, да не брзате, јас мислам да го повикаме успехот. Успехот? А зошто? Па парите се трошат. А со успехот имаме пари. Што и да работаме, имаме успех. Ето, житото ќе ни роди, стоката ќе се умножи. Благодарени на успехот, имаме и богатство. Браво, жено моја, браво си. Ајде тогаш појди и повикај успехот. Ајде. Чекајте. Што е, ќерко?
богатство. Мислиме дека не е. Дали нашиот Господ Бог е само успех? И тоа мислиме дека не е. Дали нашиот Господ Бог е љубов? Секако дека е. Да, Бог е љубов. Тогаш ајде да ја поканиме љубовта. Ако имаме љубов во домот, во фамилијата, тогаш имаме мир и слога. А мирот и слогата носат радост и здравје. Ако сме радосни и здрави, ќе работаме. А работата ќе ни донесе успех. А успехот богатство. Затоа јас мислам дека најважна е љубов. Јас сум многу изненаден од мудроста на мојата ќерка. Благодарам Господи што ми дали ваква мудра ќерка. Право си, Мајжо, право си, Керко. Слава на Господа за твојата мудрост. Епа, ајде тогаш да одиме и да повикаме љубовта. Браво, сестро, добраво тука долу. Хајде. Чекај, сине, ти ќе ми затребаш за нешто. Пријатели, ние се вратиме. Сигурно донесовте некаква мудра одлука. После подобро размислување, одлучивме да повикаме љубовта. Се надевам дека вие другите не се лутите што не ви избрав на вас. Не, мислам дека никој не се лути не забегува на вашата одлука. Па тогаш, ајде да тргнеме. Ајде, одиме. Чекајте. Мамо, види, кај нас доаѓаат сите тројца. Простите, но вие рековте дека може да дојде само еден. Па ние одлучивме да дојде само љубовта. И зошто доаѓаат сега сите? Епа вака, најмили мој благословени Господар. Ако го поканевте, богатството и успехот, тие ќе дојдеа сами. Но бидејќи ме поканивте мене, тоа значи каде одам јас љубовта, секогаш сам мене доаѓаат богатството и успехот. А сега да ве прашам, кој од вас ја донесе оваа мудра одлука? Нашата ќерка. Ти, ќерко, по кое размислување ја донесе таа одлука? Па јас посетувам часови по веронаука и редовно учествувам на разговорите што се водат на трпезата на љубовта. И таму доста заклучок